Добро вечер, го гледате последниот блок од отвореното студио вечерва во среда, кое го водиме и уредуваме јас и мојот колега Ацо Каврамов. Овој последен блок наши гости се пратениците Елизабета Канчевска-Милевска и пратеникот Зекир Рамчиловиќ, 20 пратеници кои гласаа од групата на ВМРО ДПМН кои гласаа за уставните амандмани. Вечерва ги поканивме во студиото да разговараме за причините зошто се изјаснија за, но и за нивните барања околу услови зашто го поддржаа отварањето на промената на уставот и се разбира ќе разговараме околу тоа зашто станува збор кога разговараме за процесот за помирување. Дали зборуваме за помирување или амнестија. За првото прашање веројатно логично е, иако дадовте вие изјави, но сепак и ние сме љубопитни на нашиот медиум да го чуеме тоа, зошто и како се одваживте да гласате за отварањето на промените во уставот? Добро, да, сега се поправи, иначе на почетокот ќе те поправев, рече за промена на уставот, да. Значи, јас кажав и во неколку други медиуми, еве и овде ќе ја напоменам, дека сметав дека е добро да влеземе во една амандманска расправа, бидејќи ние се уште немаме видено амандмани. Предлог и текстот од страна на владата се некои насоки, нели во која насока би се менувал уставот согласно договорот, така да сметав лично дека треба да се вклучиме во една амандманска расправа. Тоа јавно го кажав и во собранието кога имав говор, дека сето тоа е неопходно, се со цел да дебатираме и да видиме што можеме сите заеднички да придонесеме во измена на тој договор и со тоа нели да помогнеме нели во делот на изготвувањето на амандманите. Значи морам прецизна да бидам, ние се уште немаме видено амандмани, некои насоки се дадени од страна на владата, исто и ние спомнавме некои наши насоки, значи едно е насока, а друго е да се влезе во една амандманска расправа и се надевам, и јас тоа ќе го барам, да се вклучи пошироката јавност, да има јавна дебата, да се вклучат експерти, професори по меѓународно, по уставно право, ние пратениците, значи сите оние кои што на вистина сака да се вклучат во овој процес, се со цел да видиме што е, како е, да се отворат многу прашања и тука да делуваме во таа насока. Тоа е мојот став. Господин Рачиловиќ, вашите мотиви и причини за тоа гласање кое помина така контраверзно во јавноста? Така. Најпрво добро вечер и благодарам за поканата. Прв пат сум после, да кажеме, седницата на која што се беше гласањето за отварање нели на постапката за промени во уставот и одредени ставови веќе сигурно и вие сте запознаени по широката јавност кои што излегува во вид на соопштенија, но вака пак добро е да можеме да поразговараме и да околу тоа, бидејќи целиот процес значи кој што се одвиваше, јас континуирано како дел од коалицијата за подобра Македонија направивме доста и ние некои погрешни чекори, иако и во целиот процес што се одвиваше и со преговорите и понатаму околу референдумот, па и од другата страна многу грешки. Меѓутоа дојдовме во еден момент каде што според мене лично, но и според Сдруженијето АВАС, бидејќи ја донесовме заеднички одлуката. Како дел од тоа АВАС е политичка организација, бошњачка организација. Така, Сдружение за обединување на бошњаците во Македонија. И дојдовме во таков момент каде што навистина сметав и тогаш и сметам и сега дека секое застанување на процесот или не знам враќање на чекор назад би бил со далеку поголеми и поштетни последици за Република Македонија отколку отварање на процесот за промени во уставот, каде што се создаде една критична маса која што и кај пратениците, значи со размислување дека навистина треба да се обидеме, да му дадеме шанса на процесот и преку наше директно вклучување да видиме колку што можеме да ги подобриме одредени решенија кои што понатаму ќе придонесат нели за
поголем, веќе ги дадовме барањата, веќе се познати, иако тука имаше на некој начин и јас лично одредени разговори кои што може би излегуваа од оваа рамка, меѓутоа на некој начин останавме на овие 4 барања со кои што сметаме дека и ќе се заштити македонскиот идентитет. Ќе разговараме за тие барања поетирано. Јас сега сакам да ја прашам госпоѓа Канчевска да одиме побрзо. Вие меѓу 4 барања е и формирање на таа комисија за помирување. Но вашата партија ве пресретна, ве исклучи и дури имаше спекулации, па и од нив излегуваа спекулациите дека ви е вршен притисок за да дигнете два прста за отварање на Уставот, расправа на отварање на Уставот, и видовме сите, целата јавност виде вечерта кога се гласаше, дека вашите сопартици стојат тука. Сигурно не ви беше пријатно како ви стојат над глава. Не, гледате, јас и на почетокот кажав, одлуката донесов свесно, совесно, без никаков притисок, негде и прочитав дека не, значи, се изјавило дека мене најодговорно, никој не ми вршил притисок. Најодговорно тврдам дека без никаков притисок, ниту од едната, ниту од другата страна. Немало тука ни подкуп, ни никаков. И доколку постојат, ни бидејќи пазарење, слушавме да. нели Да. јавно и од нашите колеги, дека постоел некој од генералниот секретар на партијата, дека постоел Имаше, некој да. подкуп, Да. вчера слушнавме Тоа од беа сериозни председателот на обвинувања. партија. Да, тоа се сериозни обвинувања и сметам дека за едни такви сериозни обвинувања ја повикав и лично ќе повикам секој кој што смета дека има било каков сомнеш во оваа насока. даде За мене докази. лично, да. Го замолувам, значи, веднаш да даде докази и да се пријава до релевантните организации. многу Знаете биле- како? Жалосно е да се фрла една таква сенка Да. за било кој. Еве, јас Поготово од зборувам своите. лично за мене, бидејќи повторно ќе кажам, јас одлуката самостојно. Јас може да бев сама таму и да гласав, нели, за влегување во овој процес, затоа што така сметав дека треба да биде. И оваа одлука, јас сум ја разговарала и со моите колеги пратеници, сум ја разговарала и со председателот тие знае, на партијата. Јас си кога излегов во собрание, кога одржав еден говор, го работев доста време, доста аналитично пристапив, се со цел да се утврдат грешките и од нашата и од нивната страна. И не можеме ние тука да заборавиме, само ова сакам да го кажам. Ние не ќе одговорам и на тоа прашање. И ви стоам на располагање и на све друго што треба. Значи, не можеме ние туку така да фрламе сенка на било кој, значи сите ние сме индивидуи со свој личен интегритет. Тоа се сериозни обвинувања. Така е. Не можете вие туку така да кажувате подкуп, сомнеш, извршени притисоки. Тоа се сериозни обвинувања. Се работи за сериозно прашање и треба сериозно да се пристапи. Многумина велат Сите дека- тие работи не може да додат во позитивна насока. Ова е за вас можност да се амнестирате од Скопје Значи, во 2014. ниеден Секакви момент, спекулации имаше, во да. ниеден момент, од кој проект Скопје 2014? Зашто? Зашто да се амнестира? Вие сте Не дел ве од прашувам. тој Зашто да процес се на- зашто на- да се амнестира? Јас имам еден предмет, значи, кој Во што го судскиот води процес ќе се брани. специјалното јавно обвинителство и јас си стојам, си одам на сидев. Така е. Во ниеден момент не сум побарала да некое рочиште се одложи. Значи не таму само сум ќе разговараме одложила, ми околу ќе продолжам. тоа помирување и И никогаш амнестија, не би го вклучила Да. тој момент во едно вакво сложено прашање. Така, И жалосно така е е. да се манипулира и јавноста и граѓаните дека ние нешто сме направиле во Сте таа направиле насока. пазар. Сакам и Тоа е тоа да го неприфатливо дополнам. за било Ајде, се работи Ранчевиќ, за повеќе. сериозно прашање и сериозно треба да пристапиме. Тоа преска Да ги што заборавиме говорам, значи, таквите навистина е манипулации. само да истото да го кажам, навистина одлуката, значи и јас лично ја Автохтона донесов. е, да. Да, и без никаков значи притисок од него. И сето она што го слушав, јас и дадов една изјава навистина дека се шпекулации и клевети, дури спомнав и тогаш дека нема да поминат несанкционирани. И во случајов морам да кажам, навистина се сериозни обвинувања и од господинот Јанушев и од утредента од Димовски, мислам дека беше продолжуваше и Николовски. Така да Од во оваа прилика, централниот во оваа прилика комитет, јас ќе кажам барем еве ова е лично мој став, меѓутоа ќе им предложам и на колегиве доколку истите што ги искажаат тие Сега навистина мора да ги крупни докажат. обвинувања. И да ги докажат и да се извинат. Нека докажат. Доколку Не се извинат, си има и други постапки. Доколку не уствари не мора не ме интересира доколку не се извинат. За тоа што го кажа, јас ќе поднесам значи кривична пријава бидејќи навистина беа многу крупни обвинувања. Да. А ќе им предложам и на колегиви и мислам дека по тоа прашање ќе бидеме единствени бидејќи не може никој како ќе му текне да излезе и да изнесува такви квалификации. Дали
На вашата одлука предходеше расправа во пратеничката група каде што ги кажат Канчевска кажа дека и на лидерот на партијата му кажа. Јас сум разговарала и со моите Вие колеги. рековте дека и на Мицковски сте му кажали. И со председателот на партијата, со господинот Христијан Мицковски, сум разговарала дека станува збор за сериозно прашање, дека треба да се дебатира, дека треба да се вклучиме во овој процес, сериозно да размислиме и нема ништо лошо. И кој беше одговорот од Мицковски? Во сето ова нема ништо лошо, значи не добив некој посебен одговор, затоа што знаете како се вели во јавноста дека партијата имала став по ова прашање. Ја став немаше, не сум беше слушнала ставот, дека си има секој според собственото убедување. Значи тоа беше за референдумот. Нели, да се да гласа во ред, значи секој да гласа по своето убедување. Имаше некои колеги што сметале дека треба да излезат да гласаат и си гласале. И да гласаат против. И потоа имаше нели канонада од секакви обвинувања. Значи ве молам. Значи ние сме сериозни личности. Така да сериозни личности, јас сум станува збор за сериозна личност, каде што нешто кога ќе кажам и сметам дека треба да дебатираме, треба да дебатираме. Ние во пратеничката група имаме пратеници кои што на било каков начин биле вклучени во некои високи политички преговори во однос на ова прашање. Јас не сум била вклучена. Јас како функционер, во претходната влада сум била министер за култура, но има колеги кои што биле вклучени. И сега треба во оваа амандманска расправа треба да се вклучиме, така и сметав, така разговарав, така и зборува во собранието кога имав говор, значи мојата насока беше дека во јавноста се создава лажна перцепција, дека граѓаните сметаат дека сега во оваа фаза ако се гласа, ние гласаме веднаш за промена на името и промена на уставот. Тоа се виде дека не е така. Напротив, ние сме гласале да влеземе во амандманска расправа, бидејќи ние се уште немаме видено никакви амандмани. Насоки, не знаеме ништо. Мене лично ме интересира и сакам да ги информирам и моите граѓани кои ме гласале, за каков договор станува збор, за какви амандмани станува збор, што можеме да помогнеме во таа насока. Значи треба да размислуваме за иднината на Република Македонија. Ако ние како партија, јас сум член на мојата партија од многу одамна и лично и семено. Нашата идеологија и постулати се во таа насока. Членство во ЕУ и во НАТО. Како го оценувате последниот развој на настаните во ВМРО и она што се случи на седницата на ЦК на ВМРО во завчера? Сосема кратко, мислам, и настанот после петокот вечерта што се случи и сите овие што следеа, навистина само покажува дека нема демократски капацитет, доволен демократски капацитет во раководството на ВМРО ДПМН и повторно на тој начин само оди од грешка во грешка со кое што дополнително, значи се и така беше во ситуација каде што имаше можност да не биде изолирана, стана изолирана партија и со овие постапки уште повеќе таа изолација и сите оние демократски вредности, значи навистина не можам да не сватам. Канчевска, вие изненадени бевте што ви исклучија од партијата? И кратко, ако може да додадам, како толкувате расколот Груевски-Мијалков? Вака сега, јас... Ако е? Значи, во таа насока би дала неколку... Бидејќи сте инсайдер, подолго време присутни во високото раководство на многу прашања ми партија. поставивте да гледам да одговорам. Во партијата ВМРО ДПМН не е лична својина на никога. Таа партија некој ја граде, ја создава, ја негувал, создал инфраструктура. ВМРО ДПМН во изминатиот период како партија беше 11 години на власт. Илјадници проекти се реализираа. Илјадници мерки, инвестиции. Јас во мојот ресор... И Бел дворец направивте. Молам? И Бел дворец направивте. Значи се создала инфраструктура. На членство, на вредности, кои што некој ги создал. И ние треба во овој момент да бидеме благодарни на секој од нас, на секој член. Ние треба да имаме еден метод и една методологија на обединување на единство. За какво исклучување? Мене никој не може да ми исклучи. Идеологијата е посилна во моето срце. Да, горда сум на
на проектите што јас како министер сум ги водела во моето Ми министерство. ветувате дека на таа тема ќе дојдете на Во посебна секое емисија? време. За моите проекти што сум ги работела. И сите ние во секое време. Ќе разговараме Во секое за време. Чувствувате ли затоа што- поразен? Искрено да ви долга кажам, тема. и јас ве држам на збор. Да. Договорено. И очекувам за Госпоđa брзо време Канчевска, да ме викнете само за моите кратко проекти во Скопје Само кратко. 2014. Се чувствувате ли поразена некако од тоа што вашите кој? сопартици се дрзнаа да ви исклучат од партијата, што викате дека таа е во мене и не може Ама да ви гледате да ви исклучат? кажам, јас не го прифаќам тоа исклучување. Ама сепак Ама централниот гледате да ви комитет на кажам, ја високото треба да те видам исклучил. документ врз основа на што сум исклучена. Што е тоа што јас погрешно сум го направила? Погрешно сум го направила за мојата партија. А ова што ве Погрешно праша сум Борјан, направила не сакате да го што коментирате. имам толкав влог претходно. Да. Добро, Погрешно да сум разбирам. направила што сум сакала да влезам во една амандманска расправа, за да на моите граѓани кажам што значи Да, тој тие што договор, ве кои се избрале, тие што ве амандмани, гласале, што ќе да. се менува, што сакам дебата и разговор, тоа е погрешното. Не, јас се извинувам. Туку напротив сметам дека добро сум направила. Човечки, ова. како се чувствувате кога застанаа покрај зид и ве гледаат? Тоа направи голем впечаток на пошироката јавност. Беше Ја пак извинете. Не, во ред, тоа повеќе зборува. Јас очекував сепак дека Не ме интересира вашето чувство. не, во секој случај непријатно. непријатно. Не, јас Мислам кратко, мислам што да- како што да ви да- кажам, ја бев спремна во таа моја одлука што сум ја донела. Мислам да бидам таму и Деновиве, како и шетате без- во јавноста, дали сте исплашени, дали Не, добивате не, закани? Не. Јас напротив не, немам Помеѓу имите добиена има никаква спекулации дека Не. има силно полициско обезбедување, дека Мислам да се како обезбедуваат. е одлучено на Па добро, највисоко тоа ниво, го прават мислам они тоа е според во нивни, ред, барем да, така ни според кажа, нивни оперативни сознанија и оперативни тука- сознанија, но слободно си се движам, немам, мислам Еве само не знам дојдете зошто сега во телевизија, да бидам обседната во таква една параноја на закани кога ништо немам ајде, лошо ајде направено. Зошто? Немам разговараме потреба. за вашите Еве пари. ви се лутат од партијата. Не знам кои се љути зошто. Парламентарното треба- мнозинство рече дека да се нема размисли. проблем со вашите барања. Она што е клучно, мислам, по мене, овие првите три Ние треба во едноумие да живееме. Се И ние разбира треба да дека имаме не. демократија Се на разбира дека разговор не. и на дебата. Ама очигледно Да, немате. исклучуваме, Да, ако борба некој за мисли плурализам поинаку, одамна трае и ќе потрае веројатно. 21 Ама век очигледно живееме. во партиите и во ВМРО и во Добро, СДСМ нема баш ова плурализам. Не може, мора да се променат некои работи. Ова ние што го направивме да оставиме сите работи по Ова е страна, исчекор, сепак така. е исчекор Исчекор е. и за Се понатаму и согласувам. за Да ве прашам, демократизација. четвртата точка. Да, тоа е Барање најинтересно. Собранието на Република Македонија 15 година за простување во врска со настаните на 27 април 2017 во Собранието на Република Македонија и сеопфатно национално помирување со формирање собраниско тело составено од координаторите на пратеничките групи, тројца пратеници и председателот на Собранието, кои ќе изготват и предложат до Собранието план за национално помирување во рок од 30 дена. Мене ме интересира како го замислувате вие тоа помирување и дали е тоа помирување амнестијата која ја побара Мицковски вчера? Па видете Повели. вака. Сега во овој момент јас може би не би можеле толку детално да зборуваме, се со цел на некој начин дека ова е инклузивен процес кој што ќе треба тука повеќе нели субјекти да седнеме и да ги разговараме сите тие работи и заради тоа да не му наштетиме баш на тој процес, може би не можеме во овој момент да кажеме сите оние наши размислувања, но во секој случај суштината е навистина да се обидеме, верувам дека за толку имаме демократски капацитет да направиме навистина едно суштинско помирување кое што ќе и во јавноста, меѓутоа и кај политичарите, кај пратениците, секаде буквално ги имаме тие поделби, да ги доведеме на едно најниско можно ниво. Да кажам дека нема да има пак поделби, тоа е, мислам, научна фантастика. Меѓутоа, во секој случај, начинот на кој што го замисливме, со вклучување на сите координатори на пратеничките групи, вклучително и на тројца пратеници, од кои што сметаме дека најголем дел треба да бидат од нас. Од вас осумината што... Да, бидејќи, но и тој дел, значи, не ни е, да кажеме, најбитен и приоритетен. Битно е суштината до која што ќе дојдеме. Сега сите ова што го спомнавте, вториот дел околу амнестијата, дека уствари нема да учествуваме во таква комисија или амнестија за сите. Што очекувате кога велите помирување? Што подразбирате? Гледате да ви кажам, зборот помирување има широко значење. Затоа го прашувам, бидејќи и сега ме интересира што е дадено што како подразбирате настапи и вие. барања,
значи како барање, сметам дека треба да се видат формира прво, тоа тело, и ќе се разговара и ќе Можно бараме ли е- јавноста да биде информирана што се вели секојдневно за било какви идеи. Можно Затоа ли е дека тоа да се- поимот да. помирување е многу Широк, има добро. широко значење. Можно ли е да се И не можам дојде јас до- во име, значи Што? како да кажам, јас можам да дадам некој објаснување во таа насока дека е тој широк поим и дека како тело кога ќе се седне и кога ќе се разговара, верувам дека може ќе се отворат многу прашања во таа насока. Сигурно. Така да ништо не е нешто Има цврсто искуство, зададено. отворено, Може некој овде има така да едни има барања, некој што да- може ќе има и некои други амандмани. Може ќе произлезат од самата дебата некои други амандмани. А што мислите за законот за амнестија што синоќа го побара? Па ја не знам за зошто крвавиот зошто четврток досега во не обвинетите? е пратен таков закон. Ако Еве, некој имал јас некоја тука идеја, баш така и затоа размислување. ВМРО ДПМН никој пат не се извини за тој... Затоа велам, не знам зошто во овој момент тоа е тоа не ви се кажам, Не го Меѓутоа, осуди никогаш. Јас Лидерот колку што Мицковски секој пат зборува дека се тоа но патриоти. не друго го ми осуди. беше поентава околу тоа веќе за амнестија, баш знаејќи како се одвиваат тие ставови, ние според најавите тогаш уште во јануари беше најавен, дури и ги гледав преска, нешто потворив на интернет, ме интересираше, значи уште во јануари беше најавено дека ќе предлог закон за амнестија. И буквално комисиите во партијата дека ќе го работат тоа, и ќе дојде до парламентот. Меѓутоа, еве, кај сме денес? Па дури имаше многу менување на ставови, тогаш дури имаше, јас ги гледав изјавите, не бараме амнестија за луѓето кои што се фатени флагрантно во насилство, значи никој од нас не ја бара таа амнестија. Така А е. сега имаме целосно, значи пак многу разлики во Треба да самите бидеме ставови. Она што честни. ми е што Треба што, да. што сакам да го кажам, бити многу е битно за тоа што само тоа ние што го побаравме како услов, бидејќи навистина има тука Оваа многу комисија да се- што ќе се формира, да. Многу е координативното битно тело. тоа. Има многу луѓе во овие процеси кои што навистина не се воопшто виновни. Да ве прашам, Така е. И од тие причини не сега наведувајќи го ова како услов, сега доаѓаме пак со некои услови, иако ако земеме тоа, па нели имавме ВМРО ДПМН бара правда, а не амнестија за 27 април. Така Тоа е. беше пред неколку дена, баш ги гледав 15 октомври и сега идеме, нема да учествуваме. Амнестија закон. Или за Тоа, сите. Така каков да- резултат може да Не е очекуваме од искрено, таа не е комисија искрено. ако во неа не учествува ВМРО ДПМН? Затоа велам, значи Која е затоа главна велам, опозицијска затоа велам. партија? Значи Зашто мораме прави да бидеме делување, искрени мора. и Да. честни. Секоја идеја е добродојдена. Потребно е единство, да се обединиме. Кон што води ова вака? И заради тоа не сакам сега ако земеме конкретно можеме да му наштетиме на процесот. Знаете Во дека ред, има меѓутоа многу колеги мислам дека кои што нема да бидат размислуваат и исклучиви како и би нас. требало да се Сме вклучат. делеле Јас сум за тоа. размислувања. Сите да се вклучиме. Може не смогнале во храброст, содржанието. може биле и нив треба да ги прашаме од кои причини Вие размислуваат бевте вака. синоќа на прославата на ВМРО ДПМН? Не бев. Не ве покани или вие сметавте дека не треба да одите? Не, јас добив информација, но добив информација нели пред да гласањето. не, мислам пред Не, и за централниот прослава. комитет, нели, Дека ќе кога беше бидете кажан дека нели исклучена. пратениците не е исклучен дека треба да си поднесат оставки и така Не ги натака. следите насоките на врвот на Да, партијата. ама не знам кои насоки, но како и да е, ми информираат дека имам покана, нели за За роденденот прославата. на партијата, но на вистина не се осеќав и како да кажам нешто посебно расположена за да отидам. Вака искрено ви кажувам на прославата. Да имав желба ќе отидев. Верувам дека никој не би ме спречил, сигурно. па поготово во театарот, кај што беше прославата, кај што имам голем влог дадено, така? Зашто треба и да разговарате Да, во некоја емисија? Тоа сме Ве држам за договорени дека збор. ќе разговараме Ве држам. на оваа тема. Со сите документи за сите објекти, што јас сум ги водела. Што друго сметате дека треба да се отвори во оваа амандманска расправа? И дали очекувате да ви се приклучат и други пратеници? Повелете. Во ред. Вака сега, јас имам очекување дека во наредниот процес, зависно од начинот на кој што ќе спроведеме, посебно ова четвртава точка како ќе се движи, дека Ќе прочитаат вашата идеја и други мислам дека пратеници, ќе може да очекуваме и поддршка во наредниот период. Сега друго што некако како го поставивте прашањето, некако јас веднаш дали можеби како припадник на заедница која што е со помал процент, нели кај нас Не, во тоа проценти, не го сватив бидејќи јас имав уште едно, како да кажам, во тие некои разговори, преговори,
како барање кое што би довело до подобрување на тие заедници во Македонија. Со оглед на тоа, навистина дека сите ние што сме бошњаците, турците, србите, да не ги набројувам, сме кохезивен елемент во ова општество. Навистина, тоа е така. Неспорно. И од тој аспект, јас за да на некој начин се мултиетничкото општество да се развива уште повеќе и секој пратеник од тие етнички заедници да има поголем интегритет, да има загарантирани места за етничките заедници. И тоа дури и во уставот, бидејќи има такви пракси во регионот, или меѓутоа со цел, бидејќи имаше и други барања, се отвараат и некои други предлози од другиве партии, да не се оптеретува процесот, сметајќи дека е навистина важно, затоа што секој тогаш ќе иде со некои лични барања, оставивме тоа за понатаму законски да се регулира, но во секој случај ова што го имаме тука, во најголем дел бидејќи директно се однесува на македонците како народ, на македонскиот народ, сметавме дека е доволно да некои работи некоја поголема сигурност и видување, иако уште ги немам видено амандманите, меѓутоа ние дадовме и ние насоки по кои ќе се движиме и од кои нема да отстапуваме, верувам со оглед на тоа дека навистина процесот не може без нас да успее. Канчевска, очекувате ли ова втората точка? Кратко само, да се повелете, надоврзам. Знаете како, ги почитувам сите колеги во мојата пратеничка група. Само во вашата или и во другите? И во другите, мислам, ние сите таму комуницираме, соработуваме. Вие ако гледате во јавноста си мислите, ние има голема поделеност. Напротив, мислам, ние седиме, разговараме, верувате и мислите дека на било кој му едноставно се тоа? Душе, овој состав имаше све. Борјан, мислите дека на секој му едноставно ова прашање, било кој да е, дали од власта, од опозиција? Сериозно е прашањето. Затоа велам, треба да имаме почит кон секого. Секој од било која причина и свое размислување и така натака, но пак ќе ви кажам, има многу колеги и во нашата пратеничка група, и во пратеничката група и на Социјалдемократскиот сојуз и на останатите нели партии кои што имаат најразлични размислувања. Апсолутно. Дебатираме и треба да дебатираме. Не можеме некој ако мисли, може има некој цврст став, не. Така, али треба да се испочитува и моето мислење, ако јас, например, имам став... Така би требало да биде, одамна се бориме за таква ситуација, господе Канчевска, но таа борба тешка е. Тешка, ама мораме да изодиме. Собранието по дефиниција што е? Парламентарна демократија или партиска? Без дилема. Околу точка требало да биде парламентарна. Треба да работиме во таа насока. Само околу точка 2. Дали мислите дека овој амандман може да помине овој во кој велите прифаќање одредба на уставот со кај ќе се гарантира дека доколку Република Грција не го ратификува договорот и повторно ги попречува евроатлантските интеграции на Република Македонија, ќе има безусловно поништување на сите прифатени уставни амандмани што произлегуваат од имплементацијата на договорот. Па ништо не е тоа нешто што не може да се дебатира. Разбира дека може. Ако Грција не го прифати, нема... Не, тука е, дури и да го нема овој член, би требало да се подразбира. Меѓутоа, за секој случај да некако ние да се обврземе дека сепак, доколку некој не ги почитува тоа што сме договориле... Неопходно. Да. И за вас, добро е да има новинари, за граѓаните, за роката јавност, не знам зошто бегамо да баваме. Да кажам, господине Канчевска, многу ми е драго што после толку години, еве, успеав да ве имам како соговорник во студио. Кога не сте биле, кога сте барале кај мене? Кај мене? Не е честно така. Кај мене. Добро. Еве сите заедно ќе ја чекаме Канчевска и господин Рамчилович. Сите заедно ќе ја чекаме. Секогаш ќе била вратата отворени си доаѓал кај мене. Еве ветивте дека ќе доаѓате почесто. Секогаш сум била отворена. Имавме проблем за било кој соговорник. Добро. Тоа било тука не може. Видете вака, штом за ваква крупна тема во вака чувствителен момент, колешкава е тука, мислам дека вие сте во... Господино Канчевска, ова ќе го продолжиме во контекст на дебатата за 2014 која ние заедно пред јавноста си ветуваме дека кога сакате. А сите заедно ќе чекаме комисијата, со нетрпение чекаме таа комисија, која што собранискиот спикер Талат Джафери треба да ја... Тој има задача, нели, да ја формира. Верувам дека и ВМРО ДПМН ќе партиципираат без разлика на црвената линија. Јас имам желба. Црвената линија што е сакам да партиципира. Лидерот Мицковски дека амнестија закон и ништо друго.
Но ви благодарам Ацо, одиме, им се заблагодаруваме на гостите, Затоа што имаме уште еден што разговор беа со- гости вечерва. Да, многу ви Имаме благодариме. куса пауза за реклами, а потоа се враќаме со господинот Наков, Александар поранешен Наков. обвинител, сегашен адвокат, на тема колку Што би значило помирувањето закон може за да се амнестија? рефлектира врз принципите на владењето на правото. Останете со нас.